Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз ги излажа и младите специјализанти. Покрај докторите од клиниките, кои не го добија ветеното покачување на платите до 100.000 денари, Социјалдемократскиот сојуз ги излажа и младите специјализанти. Социјалдемократскиот сојуз ветуваше плата и придонеси за приватните специјализанти и не го исполни ветувањето. Социјалдемократскиот сојуз во познатиот манир на празно ветување и манипулирање со јавноста, за 100 дена влада напразно зборуваше дека специјализантите заслужуваат да бидат платени. Од тогаш поминаа 2 месеци, специјализантите се уште заслужуваат да бидат платени, но од ветувањето на СДС не е реализирано ништо. Во буџетот за 2018 година не се предвидени средства за плата и придонеси за младите специјализанти. Социјалдемократскиот сојуз ги остави на цедило младите специјализанти, како што ги остави и докторите специјалисти од клиниките, на кои напразно им ветуваше плата од 100.000 денари. Дополнително, Социјалдемократскиот сојуз не продолжи да ги реализира ниту кофинансираните специјализации кои ги отпочна владата на ВМРО-ДПМНЕ и со кои државата покриваше најголем дел од надоместокот на младите специјализанти. Владата на ВМРО-ДПМНЕ објави вкупно 5 огласи за кофинансирани специјализации за дури 345 специјализации во бројни медицински области. Социјалдемократскиот сојуз и оваа група на специјализанти ја остави на цедило. Само за споредба, владата на ВМРО-ДПМНЕ 10-кратно го зголеми бројот на специјализации кои се доделуваа на годишно ниво, за разлика од претходно. ВМРО-ДПМНЕ за прв пат овозможи специјализација на доктори во реномирани медицински центри во странство, како Германија, Хрватска, Србија и други земји. И што е уште поважно, владата на ВМРО-ДПМНЕ значително ја намали цената на приватни специјализации за 20%. Дали Социјалдемократскиот сојуз ќе исполни некое ветување или ќе продолжи со лаги и манипулации да ги подкупува здравствените работници? Ви благодарам.